правната обврска, конкретизирана и во новодонесениот закон за употреба на македонскиот јазик, македонскиот јазик се полошо и се помалку представници од заедниците го говорат. Тоа е факт. Дури и овде во собранието, тоа е очигледно, дури и при преводот, секаде. Јас реков дека мора, особено во администрација, во влада, да има некој код за комуникација заради квалитетот на работата. Јас сакам да укажам на нешто друго во моментов, оти да не повторувам. Кога ги читате член, точката 9 и точката 10, веднаш воочувате контрадикција. Имено во точката 9 се вели дека испитот за административен службеник задолжително се полага на македонски јазик и неговото кирилско писмо. Ако задолжително се полага, тогаш другиот јазик не се полага задолжително, туку може. Всушност, тоа е зборот што се користи во амандманот 5 во Уставот, може. Може, не е мора. Ама во точката 10 ова се анулира, бидејќи излегува дека не е исклучок. Исклучок значи дека на барање на кандидатот може. Ама овде пишува по исклучок, не е ова по исклучок, кандидатите кои што зборуваат службен јазик различен од македонскиот, испитот за административен го полагаат и на јазикот кој го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик. Дикцијата на оваа норма воопшто не е диспозитивна. Не е може, туку е мора. Значи не се однесува на другите заедници, а во случајов имаме императивна норма. Мојата забелешка е од друг аспект. Кога се одлучува во комисиите за успехот и така натаму, факт е дека комисијата е хетерогена. Во неа седат со право припадници и македонци, и албанци, и останати. Значи, многу ризично е, прво кога имаме полагање на два различни јазика, а ризично е и кога внатре во комисијата со превод се одлучува. Значи, нема меѓусебна контрола и невозможно е да се споредуваат понекогаш, да се споредува она што е напишано. Мене ми е многу жал, меѓутоа мислам дека уставната норма не се почитува, не само во овој јазик и не само во овој закон, туку и во други закони, и мислам дека во овој случај би требало ставот, односно точката 9, така како што е напишана, да се почитува, бидејќи тамо пишува задолжително, а ова не е исклучок, туку повторно задолжително, ама за албанскиот јазик. Тоа значи, знам дека ова можете да го именувате како национализам, знам дека и за употребата на јазиците сите ние размислуваме не само рационално, туку и со емоции, но еве јас укажувам дека и кога се полагаат тестови било каде во Советот на Европа, каде сакате, значи, па и во држави како Белгија, па и во држава како Швајцарија, кога се работи за избор, треба да може да се споредуваат одговорите на пишаното и одлучувањето да се одвива на јазик кој што сите го разбираат, а и понапред пишуваше дека е задолжително познавањето на македонскиот јазик. Тоа е нормата и од Законот за употреба на македонскиот јазик. Да, оваа норма постои, меѓутоа факт е дека се помалку, и уставна се разбира, многу пати не сакам да бидам досадна, дека се помалку, особено млади луѓе, го знаат дека ние се соочуваме со проблемот да бидеме
изгубени во преводот и мојата последна реченица е дека на некој начин дека го укажувам она што е и европска реалност, покажува и расправата за употребата на правниот латински јазик, да речеме во судот во Луксембург, судот на правдата во Луксембург, зошто наводот е дека, образложението е дека честопати во преводот меѓу англискиот и францускиот јазик се прават големи грешки, има недоречености и дека нема ефективен код за комуникација. Се разбира дека ова укажува на релативизација на онаа одредба според која треба, значи, сите кандидати, сите вработени да го активно да го познаваат македонскиот јазик. Јас знам дека има подзаконски акти, јас знам дека и при интервјуто тоа на некој начин се проверува, меѓутоа мислам дека законската норма е најважна за почитување, зошто заради правилна евалуација, заради отстранување на недоразбирањата и заради добро функционирање во иднина. Благодарам.